Много пъти имам читан ovaj родослов и долго време не разбирав зошто е постојан во Евангелијата. Кога ќе заврши читањето на Евангелијата според Јована, не само од црква, треба секојдневно секако да го читаме Евангелијата и после неколку време доаѓа да повторно да го почнеме Евангелијето според Матеј, а Евангелијето според Матеј вака почнува како што го читавме денес. И повторно едно неразбирливо четиво беше долго време за мене. Зошто е поместено сибеле во Евангелието, кој колку го роди, колку родови има до преселувањето Израилево, колку има после тоа. И после долго време ми се чини дека ми се разјасни нешто. Ми се разјасни дека за раѓањето Христово не е доволно волјата Божја. Потребна и волја човекова. Еве, ова го опишува денес Евангелијето. Христос не дојде како патобранец и падна од небото и го изврши тоа што го изврши. Туку целиот род човечки учествуваше во тоа. Не се роди Христос од Ева. Зошто ќе речи пред векови да се родеше, уште поиќе луѓе ќе беа спасени. Не, туку беше потребно родот човечки да созрева во сите благодати Божи, најмногу да се научи да исполнува волјата Божја, зашто е и смислата на човековиот род. Е за да се роди Пресвета Богородица, која ќе рече многу слично како Ева. Не знам јас тоа како се случува, ама ова е разликата меѓу Ева и новата Ева. Не застанува Пресвета Богородица на тоа, не знам како ќе се случи. Туку вели нека биде волјата Божја. Е за да се стигне човештвото воопшто до таму да ја разпознава и да ја почитува волјата Божја, потребен беше родослов. Еден го роди другиот, другиот го роди третиот, третиот го роди четвртиот и така се стигнува до раѓањето Христово. Значи, потребно беше да созрева родот човечки. И тоа ни е покажано, зашто ако го чита човек овај родослов, како што денес го прочитавме, како што е опишан во Евангелието, Христово ќе види дека има многу грешници во родословот Христов. Како Господ дозволил грешници да бидат негови претходници? Па токму ова што го говориме покажува дека Господ на сила не ја менува волјата наша. Затоа е прекрасен животот во Бога. Од една страна ја бараме помошта негова, зашто е Бог, ама од друга страна свесни сме за тоа дека и ние треба да созреваме. Не само Бог да ни помага, како на немоќно дете, таткото да му помага да му ги врши сите работи. Не, туку е потребно и ние да учествуваме. Затоа не предвидува Господ, затоа ни дава шанса Господ да живееме во овој свет. Тоа го учиме од овај родослов, дека не е толку битно пред Господ дали некој бил грешен или бил праведен, туку дали е подготвен волјата своја да ја предаде да биде волја Божја. Грешни сме сите. Еден ден, ако даде Господ, ќе се исправиме од грешките.
Меѓутоа, треба што поскоро да се научиме волјата наша да ја предадеме во рацете Господови. Тогаш нема промашување. Тоа ни го покажува Ерал Услов. Ни покажува дека силата и моќта на човечкиот род е во исполнувањето или прилагодувањето на волјата човекова кон волјата Божја. И второ, може би уште позначајно, дека раѓањето Христово не стана без човечка волја. Ако таа волја беше невоспитана, како што беше до Пресвета Богородица, да речеме волјата на Ева, Христос никогаш не можеше да се роди во овој свет. Меѓутоа, потребни беа генерации на развој на човештвото во Бога, за да се стигне до Пресвета Богородица, кој ќе му каже на Господ нека биде волјата Твоја. Не разбра Богородица како е можно и дали некој може да разбере како е можно човек да се роди без поход машка и женска. Меѓутоа, доволно беше тоа што рече нека е волјата Божја. А Господ знае на кој начин е можно тоа да се направи. Затоа овој родослов препорачувам да го читаме со ваква назнака. Нема да ги запамтиме можеби имињата на сите кои се споменати во родословот. Има такви луѓе, сум слушал, особено меѓу луѓето што сакаат дословно да го почитуваат Светото писмо и ги учат напамет имињата. И ги знаат имињата до овој родослов. Но дури да не ги знаеме сите имиња, пораката е главна во тоа што го споменавме. Нека биде волјата Божја. Браќи и сестри, Господ се грижи за нашето спасение. Видите каков родослов, со каква мудрост и презнаење толку векови чека да се исполни времето за да се роди Христос. Значи човек пошто не се роди уште од Адама и немаш да греш. Денес со таква нахалност човештвото оди. Не, потребно беше зрелост и созревање. И тоа зрелост и созревање гледаме токму во овој родослов. Иако изгледа досаден, иако изгледа без теолошка порека, во суштина длабоко во себе носи длабока теолошка порека. А тоа е дека волјата Божја не се наметнува. Таа е силна, таа може се да направи. Ама замислете Господ насила да ни го пуштеше синот него. Па и вака и така го распнавме ние луѓето. Ако беше насила, кој знае што ги му направи? На парчиња можеби ќе го сече. Зашто ние не сакаме некој, освен доброволно, ако се согласиме, да ни ја ремети волјата. Ама ако доброволно се согласиме, некој да ни господари со волјата, во смисла само Господ може да господари, тогаш сме спремни да му ја подариме волјата на Господа. Господа, ти управувај со нашиот живот. Зашто не сме свесни колку грешки можеме да направиме до целта да ја постигнеме, а целта која е? Спасение и вечен живот. Браќи и сестри, Господ кој доаѓа и кој за неколку дена, односно најде во вторник, ќе ни дојде и во тело, има свој родослов.
odnosno nije padans kako padobranec, tuku jedan gorodi drugi odgorodi tretiji, od tretiji odgorodi četvrti. Koliko generacije, koliko pokolenije imam pred Hrista opisane, tog može da doslova. I na kraj, od toj rodoslov proizvelegova presvetata Bogorodica koja go rađa Gospod Isus Hristos. A tu je naše spasenje, neka ostane spasitelj naš po svi vekovi. Amin.